We've got some difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. Тоа беше последната мисла на проповедникот, чија порака ја смени историјата. Еден ден подоцна на 4 април 1968 година, Мартин Лутер Кинг Јуниор беше убиен пред мотел во Мемфис, Тенеси. На само 39 годишна возраст, Кинг беше наистакнат лидер на американското движење за човекови права, кое се бореше за еднаквост на афроамериканците. Син на баптистички свештеник, Кинг пораснал во Атланта, Џорџија, а се запишал на колеж на 15 години, потоа докторирал на теологија. Се оженил со Корета Скот, со која имаше 4 деца. Расната сегрегација во тоа време беше правило за југот на земјата. We have some dear white friends here who are with us, and we want to eat together. But because of this system, they would have to eat up front and we would have to eat in the back. We can't even communicate. Активистите за човекови права често беа цел на брутално насилство. Полицијата употребуваше сила за да ги растера демонстрантите. Кон Кинг беа упатувани смртни закани, а врз неговиот дом беше извршен бомбашки напад. Но Кинг го изгради неговото движење врз темел на мирен протест. Тој бил инспириран од учењето на индискиот лидер за независност Махатма Ганди и се поклони на неговиот гроб во 1959 година. Поради неговата улога во ненасилните протести, тој неколку пати заврши во затвор и беше под истрага од FBI како потенцијален опасен радикал. Најпознатата акција од страна на Движењето за човекови права беше во 1963 година. Околу 250.000 демонстранти од сите раси се придружија на маршот во Вашингтон да бараат еднакви гласачки права и економска правда. Говорот на Кинг ќе биде запаметен и пренесуван со генерации. Маршот и други потоа доведоа до важни промени во Соединетите Американски држави. Председателот Линдон Џонсон го потпиша Законот за човекови права и Законот за гласачки права која отфрли дискриминацијата. Во 1964 година на Кинг му беше доделена Нобеловата награда за мир. I accept this award on behalf of a civil rights movement which is moving with determination and a majestic scorn for risk and danger to establish a reign of freedom and a rule of justice. Борбата на Кинг беше скратена пред 50 години, кога беше застрелан од снајперски куршум. Поради неговата смрт беше прогласен ден на жалост, а на неговиот погреб во Атланта присуствуваа илјадници лица. Неговиот атентат предизвика немири во многу градови низ Соединетите Американски држави, но пораката на Кинг за еднаквост и мир ќе биде негово трајно наследство.